Здраво на сите, само што доаѓам од работа. Го обожавам современиот начин на живење, кога можеш од работа да си ги порачаш намирниците. Ги очекувам пакет МК секој момент, да можеме да ги започнеме рецептите на денешниот ден. Тука се. Здраво! Добар ден, може да дадеш номерот си? Ви благодарам. Пријатно. Само да се пресоблечам и веднаш почнуваме. Длабоко во есента, инспирацијата за новите рецепти ја бараме во есенските производи. Денес решив да ви понудам рецепти кои содржат тиква и јаболка. Она што нашата земја ја одликува за време на есента и она што го имаме секојдневно на нашите трпези. Ке ви направам една супа од тиква. Верувам сите вие преку глава од месо, од тешка храна. Супата од тиква е многу здрава, содржи многу витамини. Секој зеленчук кој е портокалов или овошје содржи многу витамин А и ви е потребен за да имате добар имунитет во текот на зимските месеци. И јас денеска ќе ви подготвам една наједноставна супа од тиква на светот. Направете си шолја добро кафе, јас ќе уживам во моето еспресо додека ја подготвувам оваа тиква и ќе ви покажам дека навистина многу лесно се прави. За овој рецепт ви е потребно да имате 1 килограм тиква. Еве го мојот, јас го насеков на коцки, можете на помали, поголеми, зависност од тиквата. Мојата е млада, доколку е малку подолго стоена, треба да биде на поситни коцки за да имате побрзо супа. Ни треба еден кромит, цел, ќе го исечеме на коцки. Тиквата е, јас мислам, еден прекрасен подарок во зимските денови, има таква една богат вкус. Можете да направите најразлични десерти, пита, супа од тиква. Мене ми е омилена супата од тиква. Моите деца не ја сакаат толку многу. Но тоа не значи дека не треба себе си да се почастите и да си направите рецепт кој вие го сакате. Вие сте најважни, вашата среќа, па потоа среќата на сите останати. Не се грижете доколку се порустично исечени. Со варењето тие ќе се разложат, ќе станат прозирни, ќе се понатака ќе изблендираме супата. Апсолутно нема да се знае дали се големи или мали парчиња. И јас сега сигурно ќе се расплачам. Не е од тага, тука од кромит. На загреано тенџере ставете неколку лажици брилијант масло на витаминка. Користиме сончо гледово, кој е богато со линолна киселина. Добро трпи термичка обработка. И го користиме затоа што на крајот супата ќе ја декорираме со различни семки. И сакаме да ни се спојат вкусовите, да ни се повторат. Пропржете. Ставете сол за кромитот да ја испушти водата и да добие прозирна боја. Го пропржуваме кромитот и додаваме неколку чешниња лук. Исто големи парчиња. Ќе ја блендираме супата. Гледајте лукот да не загори. Лукот кога ќе загори има одвратен мирис. Не го сакате во храната. Затоа на блага температура. Ќе додадеме неколку лажици путар. Еве гледате, кромитот веќе почнува да добива продирен изглед, да омекнува, а не го загорев ниту кромитот, ниту лукот. И ќе додадеме тиквата. Килограм тиква. Само благо премешајте да се натопи во маслото и во путерот. Додадете 1 килограм или јас во случајов килограм и пол вода и пилешка супа коцка, растворена во водата. Јас имам веќе загрејана. Доволно ви е. Ете, и мене ми било доволно 1 килограм. Ставете
една лажица од зачина дафинка на витаминка, сол, црн бибер, држливо, една лажица сушен макдонос, малку куркума, една лажичка за вкус и промешајте. Мириса на есен. Ќе го покриеме. Внимавајте со капакот, мојот има специјално дупче од кое излегува дополнителната паре од внатре. Вие внимавајте да не ви истори, тиквата тешко се чисти, а бидејќи имаме и масло може да направите хаварија во кујната. Го оставаме да се вари околу 15 до 20 минути или додека не проверите дека тиквата е омекната и можете со рачен блендер да направите убава кремаста супа. А јас за тоа време ќе си го допијам моето еспресо и ќе уживам во една прекрасна книга. Нема многу време за читање, многу сакам. Додека нашата супа од тиква се вари, јас ќе ви поделутвам една пита. Не е традиционална и е моја кованица за пита од јаболка. Син ми многу често бара пита од јаболка, а онаа традиционалната која е направена од специјална кора за пита, па убаво декорирана во форма на решетка, захтева 2-3 сати работа. Го смислив ова и проаѓа, така да не само што проаѓа, туку е екстремно вкусна. Многу лесно се прави, потребно ви се неколку блендери, правите една основа која е слична за тарт, меѓутоа јас ќе направам бидејќи можам. Нашите пријатели од Витаминка ми дадоа интегрални бисквити, ги користам интегралните бидејќи имаат таква нота на јаткаста нота внатре, можете да користите и обични, апсолутно нема разлика. Тоест има мала, ама како милувате, така. Користите 2 пакувања на интегрални бисквити во блендер. Само скршете и ставете. Искршете ги бисквитите. Ставете ги во блендер и измелете ги. Протресете, ете ги бисквитите се измелени. Внатре додадете путер. Јас ќе ставам неколку лажици. Путерот го користиме само за да направиме леплива основа која ќе ставиме на дното на тавчето за пита и да глуми тарт. 2-3 лажици, несолен путер. Иако не ме бива за торти и за благи, знам дека во благи работи се користи несолен путер. Варварска метода, меѓутоа функционална, за да не ви остане многу на ножот. Промешајте. Тавчето за пита, обложете го со хартија за печење. Доколку немате ножички, искористете го, направете сами методот.
И како што во градинка не учеа да направиме кружница, така и вие ќе направите кружна форма. Врз обложената тепсија ставете од основата од интегрални бисквити и путер и убаво притиснете ја да ја распределите на целата основа. Ставете ја целата количина на основата и мала финта. Ставете уште една парче фолија за печење. Една чаша и убаво притиснете на основата. Еве како изгледа. За овој рецепт ви е потребен само блендер. Целата пита оди во блендер. Едно јаболко ќе го излупите и ќе го изблендирате за да направите смути. Во истиот сад продолжете со додавање на другите намирници. Ќе додадеме млеко, околу 150 мл. Ќе додадеме 1 прашак за пecivo, 5 грама, 6 лажици кафеав шекер и отприлика 1,5 чаша брашно бело. Ако сакате да биде поздрава варијантата, ќе ставите интегрално, малку путер, скоро малку, 1 цела јајце. Ванила екстракт. Затворете. И повторно оди на блендер. И направете густа смеса со вкус на јаболко и ванила. Целата смеса истурете врз питата. Тоа е основата за питата. Значи, не се секирате што изгледа дека е течна, бидејќи ставивме пecivo внатре, ставивме брашно, тоа ќе се стегне и ќе имате некој тип на суфле, можеби, како да сте ставиле желатин. Може да искористите и желатин доколку сакате, доколку не го сакате пецивото. И на крајот ќе ги ставиме јаболката. Нема да ги лупиме, заради тоа што сакаме да подгорат од страните и да ја издекорираат питата. Исчистете средината. Јаболката ги сечеме на полумесечинки. Малиот крај го тргате, сакате да биде се убаво декорирано. Тенко.
ставете ги во длабок сад и ставете неколку капки лимон. Не е тоа дел од рецептот, го ставаме затоа што зелените јаболка знаат, па и другите јаболка и круши знаат да оксидират и да добиете непријатна кафеава боја. Ставиме сок од лимон. И само намачкајте ги благо. Земете питата, замислете си дека правите некоја ремек дело и почнете да редите. Од надвор према внатре. Постојат неколку начини да направите пита со јаболка. Мислам дека во текот на емисиите ќе ви ги раскажам сите кои јас ги правам. Често бирам рецепти кои брзо се прават. Многу сакам штрудла од јаболка. Таа ја правам, знам да ја направам некогаш за некои празници и баш од тегнати и сукани кори, баш виенска штрудла. Но најчесто, бидејќи секогаш сме во трка со времето, ја правам од готови кори. Мислам дека повеќе ја сакаат моите деца таа од готови кори. Потоа може да направите од готово лиснато тесто. И оваа пита, која изгледа прекрасно. На крајот, дарежливо ставете кафеав шекер. Кафеавиот шекер ќе направи глазура на јаболката, ќе ги подгори и една лажица цимет. Пита со јаболка без цимет, апсолутно нема никаква поента. Питата ја печеме околу 30 минути на температура од 180 степени. Доколку користите вентилатор, намалете ја температурата и питата ставете на средината на рерната. Нашата супа од тиква, тиквата е готова. Течноста треба да биде од прилика малку да дзиркаат парчињата, 1 сантим под парчињата тиква. Со рачен блендер, внимавајте, многу е топла. Ќе направиме крем.
Мојата супа од тиква, совршено кремаста, мазна. Ќе ја послужиме. Имаме едноставен ден, некогаш едноставните денови ни се потребни да здивнеме од современото секојдневие. Јас ви советувам да направите супа од тиква и пита со јаболка. Супата ставете ја во чинија, треба да е кремаста, доколку ви е густа, додадете малку вода па проврите ја. Внимавајте, кога ќе ја ставите павлаката, никогаш немој да ја загревате супата, бидејќи протеинот од млекото може да се разлие и да правите еден хаос. Ставете семки, тиква, сончоглед, интегрален лип и тоа е тоа. Се надевам дека ви се допадна изборот кој го направив денес за вас, а ние се гледаме веќе утре во Готви да со Маја.